Сакам животот. Страв, паника и вознемиреност меѓу жителите на Радовишко Тополница по минатонеделната појава на кратер од десетици метри на самиот насип на браната за хидројаловиште на рудникот за Бакар Бучим. Кратерот се појавил откако цела недела низ колекторот имало јаловина, која заедно со водата течела и по селската река. Тополчани кои живеат во подножјето на браната тврдат дека станува опасно да се остане во селото кој има над 600 жители. И многу беше незгодна ситуацијата, пошто како жители на селото Тополница сме загрижени. Секогаш се може да се случи. Не сме сигурни што е тоа, што се случува, што се дешава, колку ќе трае тоа, дали има поголема шанса за поголеми несреќи да не се случуваат, Бог да чува тоа. Психички луѓето веќе и значи од кога веќе е создадено браната, секогаш веќе 40 години или може и повеќе, секогаш сме значи загрижени за тоа на секој случај, не дај Боже на природните катастрофи да се појаве. Ова кога дознаевме, но кога што течеше јаловина, народот беше преплашен. И уште ден денеска е преплашен народот, но кога се појави дупката веќе уште повеќе револт, уште повеќе голема паника. Од рудникот за Бакар Бучим потврдија дека се појавил кратер од насипот на хидројаловиштето Тополница заради однесен песок од јаловиштето. Кратерот веднаш бил саниран и овој настан не ја загрозува стабилноста на браната, тврдаат од компанијата. Тој кратер го пополнивме, вградивме околу 600 тона материјал внатре во тој кратер, тој се затвори, значи беше пореметен дренажниот тепих под во самата брана, каменот се спушти до ниво на дренажниот тепих, тоа се покри и следниот ден веќе водата покажа избистрување. Дефинитивно е саниран кратерот, тој може да се види и не постои, браната е оценета како сигурна брана. Тополчани смета дека вакви инциденти се појавувале и порано. Тврдат дека секојдневниот притисок од можни истекување на јаловината врз нивните глави не се издржува и бараат помош од сите државни институции